Почитувани гледачи, во рамки на програмата на Канал 8 телевизија, ќе реализираме еден разговор со Радмила Манчевска, лиценциран психолог и психотерапевт. Во наредните 15 до 20 минути ќе зборуваме за помладите, за вандализмот и за агресијата. Кои се причините, на што се резултат тие? Како што споменав во најавата, во наредните 15 до 20 минути зборувам со Радмила Манчевска. Ти благодарам за прифатената понуда за разговорот и која е Радмила Манчевска и од каде интересот за студирање психологија. Так, благодарам пред се. Интересот за студирање психологија почна уште од средношколските денови, кога се запознав со психологијата како наука, кога почнав да ги на некој начин црпам основите, да ги осознавам основите на психичкиот живот генерално на човекот, развојот на психичкиот живот, унапредувањето. Од тогаш ми се јави интересот за тоа кои се тие, да кажеме, мистични влијанија кои што го прават човекот човек, кои што ја даваат смислата на човекот, кои што на некој начин имаат значајно влијание врз среќата и врз животот генерално. Од тогаш почна мојот интерес за да подоцна се запишам на УКИМ, на студиска група психологија, каде што завршив. Потоа се вработив како училишен психолог, меѓутоа таму не ми застана интересот за психологија и психичкиот живот. Продолжив понатаму на доедукација за гешталт психотерапија, затоа што сметам дека секоја личност, секој професионалец не смее да застане доколку сака одредени успеси понатаму во животот. Продолжив со гешталт психотерапија, но и тоа не ми беше доволно. Продолжив понатаму, се запишав на постдипломски студии за клиничка и советодавна психологија, ги завршив и нив. Продолжувам понатаму веќе сега како обучувач и тренер на групите за гешталт психотерапија и советување, индивидуална терапија и советување пред се во Гешталт центар Младен Костик Аспекти. Овде во Кочани ни е групата Аспекти Исток, во кој што се едуцираат млади заинтересирани колешки, колеги, кои што би сакале да влезат во ова, да кажеме, професија на психотерапија и советување. Мотив за реализација на оваа емисија е вандализмот и агресијата и кај помладите што го имавме во изминатиот период. Се уништуваше комуналната и урбаната опрема. Еве, на што резултат се јавуваат вандализмот и агресијата кај помладите? Генерално можеме да направиме разлика што е вандализам, што е агресија и покрај тоа што тие се многу блиски и сродни едни со други. Но разликата е во тоа што кај вандализмот постои високо ниво на агресија кое што е фокусирано и насочено кон уништување на јавниот и приватниот имот, кон нанесување на штета. Генерално, тука имат личностите кои што го манифестираат вандалистичкото однесување, имаат потреба само да нанесат штета заради некоја лична, можеби, сатисфакција или на некој начин како задоволување на одредени своји фрустрации, потисната лутина, потиснат бес, кој што се рефлектира кон надвор, кон средината. Генерално, овој проблем е проблем не само кај нас, туку проблем на сегде во светот. Тука влијаат многу фактори, не само еден фактор. Генерално, агресивното однесување кај младите е се поголемо и поголемо, се повеќе и повеќе расте. Ние не можеме директно да го насочиме прстот кон младите дека тие се виновни и покрај тоа што тие го манифестираат тоа агресивно однесување, нивното однесување на некој начин е последица на немоќта на општеството, на институциите во општеството, да се справат со овој начин на однесување. И затоа сметам дека е потребно да се почне прво од општествената заедница, да се согледаат на некој начин причинителите за јавување и на агресивното однесување,
а со тоа и на вандализмот, за да се делува мултисекторски, затоа што тоа е проблем кој што опфаќа повеќе фактори. Тоа не е проблем само на семејството, не е проблем само да кажеме на училиштето, каде што исто така имаме зголемено насилство. Не е проблем во потесната заедница, во општествената заедница, генерално е проблем поширок и е потребно да се делува малку поорганизирано и во соработка со повеќе фактори. Така ги објаснивме поимите вандализам и агресија, сега би преминал на едно друго прашање. Какво влијание има интернетот врз помладите? Така. Па генерално интернетот е голем предизвик кај младите, затоа што младите преку информациите кои што ги добиваат од сајбер просторот на некој начин, имаат можност прво позитивните работи да ги кажам, значи имаат можност да ги развијат собствените вештини, капацитети за критичко мислење, за уметничко изразување, за креативност, за социјална соработка, спознавање на, да кажеме, нови подрачја, спознавање на нови луѓе, усовршување на јазици и така натаму. И сето тоа е во ред, нели? Доколку дигиталната технологија се користи соодветно и се користи ограничено. Меѓутоа, ако немаме контрола врз користењето на дигиталната технологија, таа може да биде погубна, може да биде оружје за уништување, во кое што може да настанат голем број на проблеми кај младите, почнувајќи од најмала возраст. На малите деца им се скратува можноста да го стимулираат мозокот за, да кажеме, за развој, затоа што кога ти ќе видиш мало детенце, бебенце од 2 години кој што користи мобилен телефон или таблет, буквално му ги скратуваш сетилните дразби од околината. Скратувајќи ги тие сетилни дразби од околината, мозокот нема можности да се развива соодветно. Ако се пропушти тој период на стимулација на мозокот, после сето тоа е пропаднато. Колку и да се обидуваме да правиме некои промени, многу потешко може да се направат. Исто така, може да се јави зависност, екранизам, која што се одразува преку зголемено агресивно однесување, понатаму јавување на ноќни мори, стравови, пореметен сон, кој што често е резултат на одредени агресивни игри. Овие агресивни игри децата ги играат многу, без да родителите знаат дека можат да им влијаат негативно. Значи немаме селекција на игри, немаме селекција дури понекогаш и на цртани филмови. Знаеме дека периодот на детството и адолесценцијата е период во кој што имаме идентификација и имитација. Обично децата и младите личности се идентификуваат со нешто што за нив е популарно во тој момент и доколку личноста со која што се идентификуваат манифестира агресивно однесување, тие тоа ќе го применат во средината каде што се наоѓаат. Понатаму може да се јават и други проблеми, да кажеме проблеми во однос на социјалната интеракција и комуникација, па ќе се јави изолираност, одвоеност на младите од другите, проблеми со комуникацијата, немање на соодветни комуникативни и социјални вештини со кои што ќе може младата личност да се вклопи во групата, а штом има проблеми во вклопување во групата, се чувствува изолирано, се чувствува несреќено, се чувствува незадоволно, се чувствува како да не може да се снајде во животот во кој што живее. И тогаш веќе настануваат други проблеми, настануваат депресии, настануваат анксиозности и тој магичен круг на некој начин иде еден со друг. Да не зборувам за проблеми поврзани со очите. Нели, тука може да се јави сувост на очите, немаме очна акомодација соодветна, може да се јават исто така синиот екран влијае врз можноста, врз пореметување на сонот и така натаму. Значи има огромен број и на позитивни, меѓутоа и на негативни фактори кои што влијаат врз
здравиот раст и развој на самата личност и на вистина е потребно родителите да се свесни кога ќе дадат телефон на мало дете да бидат свесни со што се соочуваат, затоа што после проблемите се дуплираат, триплираат и така натаму и потоа веќе спасот го бараат на некој начин во одредени интервенции, меѓутоа зошто да се интервенира кога може да се превенира? Точно така, овие се најактуелните проблеми на модерното време. Кои се алтернативите, односно кои се решенијата за излез од проблемот? Како што кажав, влијанијата се огромни, имаме мултифакторски влијанија. Кога станува збор за решавање на проблеми поврзани со користење на дигитална технологија, многу е значајно да се има соодветна контрола. Тоа значи дека родителите е многу битно да имаат во предвид дека е потребно да дадат само ограничено време на користење на дигиталната технологија, да не остават да детето плаче и за да се смири, да повторно им го дадат телефонот, таблетот, да пуштат телевизор и така натаму. Да на некој начин се организира времето со младите личности, да се создаде договор, да се создаде атмосфера на соработка. Кога станува збор за адолесцентите, тоа е малку покомплексно, затоа што адолесцентите на некој начин повеќе го контактот и врската со родителите го одвојуваат и се обидуваат да бидат колку што е можно од една страна подистанцирани, од друга страна имаат потреба во секој случај родителите да им потврдат, да ги поддржат за одредени работи. Меѓутоа, значи, до одреден степен, внимавање, организирано време, контрола уште најмали нозе, укажување на последиците, едукација и на родителите и на малите деца, дека сепак користењето на дигиталната технологија може да биде многу опасна по здравјето на младата личност, која што после понатаму ќе ја проследува низ целокупниот живот. Зошто се повеќе млади посегнуваат по дрогата и алкохолот? Како да се справиме со овие предизвици? Посегнувањето по дрогата и алкохолот исто така е светски тренд, не е само тренд кај нас, но генерално прво можеби има преголема пристапност на одредени видови дрога веќе и на нашиве простори, за жал. Најверојатно имаме слаба системска организација во однос на суспендирање на такви групи кои што илегално продаваат наркотични средства. Тоа е од едно. Друго, развојниот период на пубертетот и адолесценцијата, кој што се карактеризира со променливо однесување, кој што се карактеризира со ранливост во однос на доживување на себе, во однос на создавање на некоја негативна слика за себе, посебно ако младата личност е предмет на булинг, да кажеме, од друга страна. Посебно ако имаме изолација на младата личност. Значи, тука може да стане збор за разочараност, незадоволство, ниска самодоверба, потреба да се чувствуваме малку посигурни, понатаму потреба да се покажеме дека сме возрастни, посебно при користење на алкохолот, потреба да експериментираме, значи младите личности имаат потреба да истражуваат, да експериментираат, потреба да бидат прифатени од групата врсници. Затоа што во едно друштво, доколку се користи алкохол, и ако некоја млада личност се обиде да се спротистави на тоа, веднаш ќе биде предмет на исмевање, па дури може да биде и на булинг ако продолжи тоа понатаму. За да тоа го избегне, младата личност ќе се обиде да се вклопи преку користење и на алкохол и на дрога во рамките на групата. Генерално, може би и неадекватен начин на справување со анксиозности, кои што се многу застапени кај младите, одредени депресивни состојби кои што исто така
ги има многу кај младите личности. Има истражувања, светски истражувања кои што укажуваат на тоа дека 3 од 10, секоја трета девојче на некој начин подлежи на одредени депресивни состојби, изолација која што е основа за посигнување на некој начин на решавање на проблемите преку користење на одредени наркотични средства. Значи, пак ќе кажам, многу фактори влијаат. Тука исто така, кои се повеќе подложни? Подложни се оние млади личности кои што доаѓаат од семејства кои што се дисфункционални, каде што имаме насилно однесување, каде што имаме неразбирање, семејства каде што се со еден родител, семејства каде што родителите се премногу зафатени со екзистенција, можеби повеќе во насока да спечелат повеќе пари или во насока да едва и успеат да обезбедат средства за екзистенција и преживување. Па тука го губат контактот со младата личност, недоволно разговараат со нив, тоа оддалечување, тоа јас помеѓу нив се повеќе и повеќе се зголемува и тоа создава услови за поголема ранливост и поголема подложност на влијанието на одредени надворешни фактори и посегање по наркотични средства, а исто така кажав дека и достапноста на наркотичните средства е голем проблем. Верувајте, јас имам млади луѓе со кои што работам, 16 години, 17 години користат марихуана 5-6 години. Значи од 10-11 години марихуаната им е достапна на сите. Да не зборувам за алкохолот. Мораме како општество, како институции да се замислиме и да видиме што се случува, каде оди оваа наша младина, затоа што користењето и на наркотични средства и алкохол со себе повлекува негативни последици. Младиот мозок не е развиен. Ако ние постојано не го бомбардираме со такви хемиски супстанции, не му даваме можност да се развие. Генерално создаваме услови во кои што кај личноста може да се создават анксиозни состојби. Верувајте дека имам млади клиенти кои што се борат со анксиозноста поради користење на наркотични средства и алкохол. Значи, мора да се делува превентивно пред се, мора да се подигне свеста на сите субјекти во оваа општествена заедница, мора да имаме соодветни санкции, соодветни системи на спречување, меѓутоа и на поддршка. Општествената заедница да има поддршка и кон оние млади кои што веќе почнале да користат, да им помогне да можат да излезат од тој проблем. Многу се начините на кои што може да се помогне. Значи, промовирање, вклучување на се поголем број активности во кои што ќе се промовира волонтерската вклученост, ќе се промовираат одредени креативни, уметнички способности. Младите сакаат да се дружат, сакаат да ги искажат собствените вештини и способности. Ако ние како општествена заедница не им го тоа овозможиме, на нив не им преостанува ништо, освен да се снајдат на начин на кој што знаат и умеат. Верувајте дека има многу кои што се повлечени, кои што се депримирани, кои што буквално се разочарани од животот. Млади личности по 17 години животот им почнува, тие се чувствуваат разочарани, немаат смисла, никаква смисла за животот. Затоа сметам дека, пак ќе кажам, дека е многу значајно да делуваме мултисекторски, за да може да им се помогне на тие млади луѓе да не влезат, а тие кои што се влезени во тие води да им се помогне, да им се даде соодветна и психолошка поддршка, стручна поддршка, за да може да излезат од тој пекол во кој што влегуваат. Аналогно на дрогата и алкохолот е тоа што честопати младите лица посегнуваат и под својот живот. Дали немањето доволно време на родителите е причина за тоа? Генерално, пак ќе кажам, не еден фактор не влијае врз сето тоа, значи имаме повеќе фактори кои што се вклучени,
Еден од тие фактори може да бидат биолошки фактори, генетски наследни фактори со одредени наследни предиспозиции, да кажеме, тенденции, преголема чувствителност, осетливост, несоодветно справување со стресни ситуации, несоодветно доживување на себе, пак во тој период на адолесценција, каде што личноста многу е битно како ќе ја доживуваат, како средината ќе ја прифати, како другите ќе ја доживуваат, па тие кризи на идентитети кои што се јавуваат, исто така можат да бидат основа за јавување на вакво самоповредувачко однесување. Во денешно време е многу застапено, дури како некој тренд кај младите луѓе, постои самоповредувачко однесување. Ако го тоа гледаме од аспект на, да кажеме, гешталт психотерапијата, можеме да кажеме дека представува рефлексија, ретрофлексија на агресивната енергија која што била насочена кон надвор, меѓутоа затоа што младата личност не може или не сме или не знае на кого да ја манифестира од незадоволството кое што се случува во околината околу нас, од, да кажеме, односот на родителите, нивното агресивно можеби однесување, нивната запоставеност, имаме немарно воспитување кој што така може да биде проблем, незаинтересирано родителство кој што може да биде поттик за јавување на такво самоповредувачко однесување, може да биде, да кажеме, тие дисфункционални семејства каде што имаме постојано насилство, каде што имаме постојано кавги, нема соработка, има алкохол и така натаму. Сето тоа исто така може да биде причина на јавување на самоповредувачко однесување, каде што младата личност незадоволна и не знаејќи да се снајде во околината во која што е, своето незадоволство и лутина и без го пренасочува наместо кон надвор, го враќа кон себе. Кога го враќа кон себе, се јавува чувство на депримираност, чувство на разочараност и потреба да се повреди, и нели да не зборуваме во ситуации каде што настанува булинг, каде што настанува малтретирање, каде што имаме секакви видови на агресивно однесување, нели, и на медиуми, и во училиштата и така, па од друга страна идентификување со одредени фигури кои што може да бидат, да кажеме, преку медиумите личноста да се пронајде и да на некој начин се покаже себе си, се изрази себе си преку самоповредување, како и да е, во голем степен, и тоа е загрижувачко, и тој тренд и негативен, е значајно да им се укаже на младите дека генерално може да биде преку работилници, разговори со нив, предавања, разговори на родителите во рамките на семејството, давање на нивна подршка. Мислам дека во денешно време родителите не се баш спремни да се справат со некои предизвици од новото време и не знаејќи да се справат, некои од нив или премногу притискаат, поставуваат строги граници, или некои едноставно ги оставаат младите да, оставајќи ги тие сами да одлучуваат, препуштајќи им на нив одредени одлуки за кои што тие не се доволно спремни, и сето тоа може да влијае да влезат во ситуација на депримираност и самоповредувачко однесување. Јас само еден податок од истражувањето на ХБЦС, во кој што укажува дека секое, кажав и претходно, секое трето девојче до 15 години се чувствува разочарано, се чувствува депримирано, а над 60% од девојчињата, кај момчињата послабо се изразува, над 60% од девојчињата манифестираат психосоматски реакции во насока на јавување на главоболки, јавување на вознемиреност, јавување на, да кажеме, одредени проблеми во однос на прилагоденост, во изолирање од околината, стомачни проблеми и така натаму. Тоа ни укажува дека е потребно сериозно да размислиме што е тоа што им оставаме на нашите млади, каква иднина им оставаме и што е тоа што можеме да превземеме
за да им помогнеме. Дали според вас навремено реагираат институциите во однос на овие актуелни проблеми? Значи, генерално, институциите се трудат колку што можат во рамките на законската регулатива, но гледаме дека има и пропусти огромни, имаме селективна правда, значи недоволно ангажирање во насока, кажав, на кога станува збор за користење на наркотични средства, затоа што и тие можат да поттикне јавување на самоповредувачко однесување. Значи, селективност во однос на интервенирањето, на спречувањето на дилерството на наркотични средства. Тука, колку и да велиме дека нешто се прави, не баш доволно. Генерално, центрите социјална работа работат со семејствата, меѓутоа не секогаш можат сите, можеби не се доволно и доекипирани. Значи, потребно е, можеби и повеќе тимови понекогаш, затоа што еден тим работи со повеќе, да кажеме, на повеќе сектори и подрачја. Потребно е можеби дополнителна доедукација и специјализација за да се точно насочи кон тоа. Исто така, средината, општествената заедница е потребна да создаде безбедни места, каде што ќе може младата личност да се осети, да се почувствува сигурна дека кој ќе отиде таму, да може да разговара за сопствениот проблем, да може да се консултира, да им се даде бесплатна и психолошка и социјална поддршка, која што сметаме дека е многу значајна. Да се, пак ќе кажам, да потребно општествената заедница да го активира волонтеризмот, вклучувањето на младите во различни активности, да вложи многу повеќе тука, не само во спортот, нели, спортот, музиката и другите, да кажеме, културни и креативни активности, затоа што во секое дете има некој потенцијал. Многу е битно колку ќе успееме тој потенцијал да го откриеме и поттикнеме, затоа што имаме солидни деца, млади личности кои што буквално го фрлаат целокупниот свој потенцијал како резултат на незадоволството, бесмисленоста на нивниот живот и не прават ништо со тој потенцијал. Почнувајќи од најмлади нозе, почнувајќи од градинките, понатаму училиштата, исто така се средени, основните и средните училишта, каде што постојано е потребно да се развива тоа доброволно учество во активности. Мислам дека кај нас не е баш застапено. Тоа доброволно партиципирање на младите, насочување на младите кон одредени, да кажеме, општествено корисни активности кои што се значајни и со кои што можат да се и истакнат себе си, да се покажат себе си, да се докажат и да се чувствуваат дека се продуктивен дел од оваа општествена средина во која што живееме. Така, Манчевска, јас ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на повеќето прашања кои се од интерес за нашите гледачи и уште еднаш ви благодарам што одговоривте позитивно на нашето барање. Благодарам и јас, драго ми е што успеавме да само посегнеме под фрагменти, да кажеме, од овој комплексен проблем. Многу работи има да се кажат за сите овие, нели, значајни теми и драго ми е на поканата и соработката која што ја имаме. Почитувани гледачи, вам ви благодарам со вниманието со кое што не следевте. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.